Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Конечно, вистински пролетни температури, вистински пролетни услови. Но денешната емисија ја посветуваме на нешто многу значајно за македонското земјоделство, а тоа е здружувањето во секакви форми. И Националната федерација на фармери, но и Македонската асоциација на земјоделски задруги имаат ново раководство, нови председатели. Ќе ги промовираме во денешната емисија и нивните визии, нивните ставови и нивните погледи како треба да се развива здружувањето од секој аспект и која е важноста на земјоделците да влегуваат во вакви организации, да се здружуваат и да функционираат, да се слушне нивниот глас и пред институциите и понатаму и за пласмано да си го олеснат. Македонската асоциација на задруги организираше еден настан каде што се представи пред можните потенцијални потрошувачи, односно големите ланци на маркети, и идејата им е тие здружени да настапат, да успеат некако да ја премостат онаа разлика помеѓу трговците, наместо да одат преку трговци, да одат директна соработка со ланците на маркети. Велат дека тоа е се уште во зачетна фаза, во почетна фаза, но нивната идеја, нивната цел, особено на новото раководство, на новиот председател, е токму на тоа да се работи, а паралелно се најавува и сериозна поддршка за земјоделските задруги. За оваа година очекуваат некој милион евра како стимулација, како поттик за важноста од здружувањето. Од друга страна, Националната федерација на фармери го смени својот председател и новиот председател исто така најавува нови правци на делување, зајакнување на институцијата и зајакнување на лобирањето пред институциите за земјоделците и за нивните потреби и барања. Начелно ова е планирано за денешната емисија, тука се и оние стручни совети кои редовно се наша редовна рубрика околу заштитата и превентивата, така да бидете со нас. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Почна расадувањето на тутунот по нивите. Малите оштетувања кои ги имаат тутунарите на расадот се оценуваат како незначителни, пред се заради фактот што речиси сите тутунари традиционално произведуваат повеќе расад отколку што се реалните потреби за нивните површини, токму за вакви непредвидливи состојби. Паралелно со почетокот на новата реколта, по одредената временска неизвестност, на сметките на тутунарите легнаа и парите од субвенциите. Според објавата од Министерството за земјоделство, исплатени се околу 40 милиони евра за субвенцијата која годинава изнесуваше 100 денари за килограм тутун. Со оваа исплата беа опфатени 14.500 тутунарски семејства од целата земја. Откриени се злоупотреби на повеќе од 2000 хектари земјоделско земјиште, кои државата ги дала под концесија, а инспекторатот ќе ги продолжи контролите за земјиштето да стигне до вистинските земјоделци, изјави министерот за земјоделство Трипуновски. Освен злоупотребата на државното земјиште, откриено е и дека има и злоупотреби на субвенциите кои се користеле од државата. Продолжува распределбата на државното земјоделско земјиште под концесија. За завршените 5 јавни повици веќе се изготвени договорите кои се испраќаат кај земјоделците. Нова распределба на земјиштето се очекува во јуни или во јули, најави министерот за земјоделство. Обележан светскиот ден на ветеринарната медицина. Членовите на ветеринарната комора изразија сериозна загриженост за актуелниот статус на ветеринарната медицина и укажаа на потребата од итни и суштински реформи и поддршка за одржлив развој на оваа професија со критична улога во заштитата на здравјето на животните, безбедноста на храната и јавното здравје. Тие усвоја декларација со која бараат препознавање и афирмација на значењето на ветеринарната професија во националната политика за јавно здравје, земјоделство и храна, финансиска и институционална поддршка за развој на ветеринарната дејност. Почна распределбата на лиценците на дистрибутерите и советниците, кои што ги стекнаа по испитот од областа на фитофармација. Како одредба од новиот закон за фитофармација, фитосанитарната управа заедно со високообразовните институции организира обуки од областа на фитофармацијата, со што во последните месеци следеше и проверка на знаењето. На трите испити од областа на фитофармацијата кои беа реализирани, се стекнаа со право на лиценца и легитимација над 350 дистрибутери и советници. Во следниот период се планира организирање на обуки од областа на фитофармацијата и за земјоделците. Главната тема за денешната емисија ни е здружувањето од сите аспекти.
Ќе поразговараме за Македонската асоциација на задруги, таа организираше еден голем настан, еден голем собир, каде што се собраа сите членки на задругата, тука им дојде и министерот и евроамбасадорот и се финализираше еден голем проект, една поддршка голема која преку Европската унија им помогна на македонските земјоделски задруги да се доопремат, да се доекипираат, да имаат потребната опрема за да работат на финални производи и на пробивање на нови пазари. Кои се ставовите и идеите за развој на Македонската асоциација на земјоделски задруги, разговаравме со новиот претседател, но и да погледнеме како беше и настанот кој што тие го организираа. Господин Помуков, најнапред честитки за новата функција. Верувам голема одговорност и голема работа ве чека пред вас. Како асоциација на земјоделски задруги, кои се вашите визии, вашите ведувања, колку е значајно здружувањето и делувањето преку задругите за во иднина? Значи, Игоре, фала ви и на честитките. Пред се и голема благодарност до вас, новинарите, кои изминатиот период, проектот кој што траеш 25 месеца, вие бевте континуирано позади нас. Значи, за тоа една голема благодарност од Асоциацијата на земјоделски задруги до Канал 5, кој ја имате бразда. За визиите понатамошните, кој сега начека една огромна и една таква борба, каде што, пак да не го забравам, Министерство за земјоделие, кој што сега во секој момент во мај месец очекуваме да објава еден оглас од мерка 131 Б, кој таму веќе Министерство за земјоделие одделува 1 милион евра во секторот за другарство. Тоа ќе ни биде најпробниот тест во иднина за понатамошните чекори во Министерство за земјоделие. Ако оваа година имаме 1 милион евра и ги употребаме на вистинското место со вистински проекти, мислам дека наредната година Министерството одделя 2. Арнома сега зависи од нас за другите. Каков е капацитетот да се искористат тие проекти? Дали ние имаме менталната свест за развој на компоненти? А ако продолжиме за да зимаме некои не кредибилитетни ситуации или неразвојни компоненти, јас мислам дека нема да не препознавам Министерство. Ќе имам ситуација, може би јас како председател на земјоделската асоциација на МАЗЗ, ќе имам еден голем удел. Секоја една пријава поднесена во плачна агенција, ќе се потрудам да ја разгледам, за да може не јас да одлучам, за некој ако преговоре и има приговор отпосле, ако нема развојна компонента, за жал да не се љути. Мораме во иднина задругите да ги развиваме, за да може Министерство за земјоделие да не препознава. Ако до сега бевме на некој начин, да, ние сме задруги, европски проект 1, европски проект 2, некаде некој од Министерство за земјоделие 18 и 14 година пак зема во механизации, значи сега ни треба обратна ситуација. Сега реално ни треба развојна компонент, постбербени активности. И на некој начин да направиме маркетиншка служба за да почнат нашите производи реално да кажеме да излеват преку задруги, пример и ќе ми биде една цел кој во секој регион, пример Преспанскиот регион, Струмичкиот регион, Кочанскиот регион, каде што има 2-3 задруги, да ги групираме во група на производителя, кој ќе бидеме, секоја задруга ќе си го знае својот удел и својот капацитет, арно ќе настапуваме заеднички на пазарот како група на производители, кој може би вегетабле има 500-700 илјади тона. Ама 3 задруги по 1000 тона, тие 3000 тона. За да можеме заеднички на тај начин, ако направиме еден капацитет, може би заеднички, или па без разлика на кој начин, тоа ќе биде крајната цел за да можеме нашата
Министерство за земјоделие, нашето Министерство за земјоделие да го препознава задругарството и да биде на некој начин. Да застане зад вас? Не, ако не препознава во тај домен, ние ќе бидеме посилни, помогне да во министерство лобираме. Некој позади нас кој не е направил капацитете и он да направи капацитет во иднина или по-добри ситуации во наредниот период каде што Министерство за земјоделие да не го подценаваме. Министерство за земјоделие 1 милион евра. Тие 1 милион евра, ако има издржливи и сериозни проекти, мислимо ти 3, 5 или 10 задруги ќе бидат вистински препознатливи во иднина, за да може да обстанат сами и на пазарот и да може да функционират. Ние како потрошувачи сме сериозно погодени од високите цени. И сите и земјоделците кажуваат дека не е до земјоделците тоа што ние во градовите плаќаме скап зеленчук и овоше, се сведува на трговците. Дали за другите и директната комуникација со големи ланци на маркети се решението на овие проблеми? Дали на тоа ќе се фокусирате во? Значи, еве еден мал пример. Пред 17 дена или 20 дена, министерот за земјоделие Цветан Трипуновски направи една средба со ланците во Македонија поголеми, кои беа директно средбата во Министерството за земјоделие. Таму каде беше Македонската асоциација и мрежа на земјоделски задруги. Двете групации бееме представени од министерот до овие компании, кои што беа 6 или 7 или 8, не е битно. Сепак најголемите некои. Точно, најголемите. За жал, ние како Македонска асоциација на земјоделски задруги имаме база на податоци во кој период што, колку количина и каков производ. Ние ни го пуштивме на мейл, за жал, се уште они не се расположиви да директно од нас требуваат. Може би има некој сегмент кој што јас на самите преговори реков, значи начин на исплата, нали, они може би по законот 30 дена, 50-60 дена не навлегувам тоа, ама ипак треба цензусо во Министерство за земјоделие, ако сакаме со ланци да работиме, ово е свеж производ. Еве, сега збориме за градинарскиот сектор. Тој е свеж производ. За 3 до 5 дена се продава. За 10 дена треба да се исплати. Ако оде свежо во маркет. Значи, тука треба да најдеме начин и тоа да го, цензус да го намалиме, за да можеме, ако една земјоделска задруга 30 дена ни дава по 5.000 евра на самите маркета, 30 дена тие 150.000 евра. Ние треба сега индиректно и директно ник да ги помагаме со нашите пари да прават обртајни средства. Тоа секаде можеби е така во светот, ама ајде цензусот да го намалиме на исплата и да најдеме некој заеднички јазик и они лично од нас да почнат да барат производ, а ние во овој период, ако имаме зелка, да ни доставаме зелка, ако имаме краставици, ние не збориме нивниот досегашен требувач кој ни доставува роба, со тоа да го прекине. Ние не викаме вака. Ние викаме полека да почнеме да влеземе внатре во нивните марките. Нели, имат и правила на игра, имат некогаш и... Нели? И ние мора да спелгуваме, ама некогаш треба и он. За сега немаме повратна информација од маркетите дека ни треба тоа, но за жал, тука е застанана работата. Може би во иднина се надеваме, нели? А што е најжално, еве пред 3-5 дена краставицата беше 20, 18, 22 динара, во Струмичкиот регион пак во марките беше 100 денари. Таа комуникација, ако малце ја смалиме на крајниот потрошувач да не биде злоупотребен и производител да не биде злоупотребен, значи да најдеме некоја средина, јас не викам и они да немат маржа. Значи тоа е... Мора своите да си гледа, не? Точно. Да не, ама ипак да најдеме некој заеднички јазик само да се прескокнат многуте трговци, да идете директно. Точно. Министерство сака тоа да го воведе. Ние како асоциација на земјоделски задруги сакаме таму каде влеземе. Значи да не збориме, еве имаме мед
кој може цел година да биде дистрибуиран до них 12, 20, 30 тона мед во асоциацијата има. Има компир од 200 тона во асоциацијата. Значи градинарски производи имаме континуирано и ние. Значи можеме, ама треба широка волја. Сега, каде застануваме, на кој начин застануваме, треба уште диалог, уште посебно, поточно, еве и денешната средба е за тоа. За жал, тројца или четворица беа од ланецо на маркете, другите 20 ги немаш. Дали не се заинтересирани? Како е, што е, не знам, не можам да ги обвинам. Треба да се работи на тоа. За жал, треба да работиме во иднина и тоа да го воспоставиме како линк. А од после, нели, секоја задруга ќе си го најде своето место и во кој капацитет ќе си ги дава своите производи. Како ги коментирате, сега почнува периодот кога доста не влегува увоз на крставици домати од Албанија. Сериозен удар е тоа за струмичките градинари. Министерот најави ќе се почнат контроли, ќе се воведат поредовни контроли фитосанитарни, иако нели ги признаваме тие сертификати што ги имаат, но пак треба некоја заштита. Како гледате дека треба да се одвива таа работа за да има поголема заштита за домашните производители? Значи, за жал конкуренцијата од Албанија, кој мислам дека таа конкуренција до Албанија ни ствара економски многу слабост, кој ние не можеме да ја издржиме. Арнома, оние испитувања, оние дополнителни, јас знам дека во Албанија има и пестициди, има и хербициди, има и фунгициди, се има во нивното производство. И од оние што не се на зелена европска листа. Тоа е факт. А кај нас во фито мислам ти зимат контрола, ама и они се мудри. Позади камионот го стават тоа не на некој не толку прскани и поминуваат на некој начин. За жал, ни треба детални анализи, кои тие детални анализи траат од 5 до 7 дена, за да можат веростојно да знаеме на шо сме и как сме. Министерството за земјоделие си има своја политика, министрот мислам дека, како што го разбрав, дека ја го презима чекоро, ама ипак сме во цефта и тоа да него соработка имаме со 1% царинска ситуација, значи ама еве да истражиме малце, колку Албанија од нас зима. Ако воведеме некој реципроцитет, ако измериме, они само од кај нас извезуваат. Само они ни носат, не го зимат свежиот капитал, а за жал, возврат, ништо ние не носиме таму. Да зема пари ние од таму во Македонија да донесеме свеж капитал. Сето тоа трговско, ако го ставиме на мерило, треба реалноста да ја видиме, кој ние сме на некој начин загрозени, едно ни прават конкуренција на нашиот производ, а друго ни го експлоатират и економското движење. За жал. Министру, сигурен сум дека си има своја стратегија. Со таа стратегија кој пролета е почна во доменот на градинарските производи, сега за сега, мислам дека е успешен. Мислам и така ќе продолжи. Е ценен меѓу земјоделците во Струмичкиот регион. 30 милиони евра зема само од зелката. Тоа е минимум. Тоа е само за почеток. Тоа е минимум за 25 дена, 30 дена. Сега имаме и на отворено зелка кој може да се врати уште 10, плюс уште 10. Значи еве сега се уште цената 40 денар и почна она на отворено да излева, да се продава. За сега е добро. Ако продолжи со тој континуитет, мислам дека министрот има една успешна приказка во градинарскиот сектор. Од моето стапување на позицијата министер се залагам за зајакнување на земјоделските задруги, бидејќи тие се еден од формата на здружување преку која земјоделците може да станат конкурентни и препознатливи на пазарот, дома, нормално и надвор.
Во таа насока, со последните измени на Законот за земјоделство и рурален развој, се донесе и правилникот за формата и содржината, како и начинот на запишување на земјоделските задруги, кој што ќе се води како евиденција и во постапка самото Министерство да изврши пререгистрација, односно евиденција на овие земјоделски задруги во соодветниот сектор на Министерството. Ја користам оваа прилика уште еднашка да ги повикам сите заинтересирани земјоделски задруги да се запишат во евиденцијата на Министерството врз основа на поднесено барање до соодветниот сектор во самото Министерство. Почитувани, на крајот дозволете ми во име на владата да изразам голема благодарност до делегација на Европската Унија за нивната континуирана поддршка во реформирањето на земјоделскиот сектор, со цел истиот да зајакне за да може да одговори на предизвиците кои доаѓаат од светската економија, климатските промени и социо-демографските трендови. Задоволство ми е што сум денес тука со вас. Целта е да се охрабри бизнис, до бизнис диалогот со ваша помош и секако во корист на сите, посебно потрошувачите и земјоделците. Проектот финансиран од ЕУ, задруги Агрикоп го организираше овој настан за да изгради една платформа за интеракција, комуникација помеѓу земјоделските задруги и супермаркетите и синџирите супермаркети и купувачите. Директна комуникација меѓу нив ќе овозможи правична заработка за производителите, туку и ќе намали и конечната крајната цена за купувачите. Една тесна соработка според најдобрите практики за работа на задругите од Европската Унија. Овој проект го завршуваме овој месец. Во изминатите неколку години помогна на земјоделските задруги со некои 500.000 евра за модернизирање на опремата. Се организира обуки за земјоделците за означување на квалитет и географско потекло и се помогна на надлежните тела за изменување на законодавството за да им се помогне на земјоделските задруги да пристапат до дополнително финансирање. Она што сакам да го кажам е дека врз основа на долгорочните искуства што ги имаме во Европската Унија, задругите се покажале дека се важен фактор за просперитет на земјоделскиот сектор. Нашата заедничка цел е по-конкурентна, по-продуктивна и еколошко земјоделство и задоволни земјоделци како резултат на тоа. Се надевам дека тој диалог што го промовира овој настан ќе инспирира и понатамошни активности за градење на посилно земјоделство, поотпорно земјоделство за Северна Македонија и Европа во целина. Блокот стручни совети наменет за овој пат за лозарите, потеруваат лозјата, сега е многу важен момент за добра заштита, првата превентивна заштита, тука се и заштитата и за градинарите. И во вториот дел остануваме од емисијата со темата здружувањето, имено Националната федерација на фармери како најголема организација, најголемо здружение, чадор здружение кое ги обединува повеќе здруженија на земјоделски здруженија и ги представува пред институциите, веќе има нов претседател, па така да видиме како помина нивното генерално собрание, кои се идеите и погледите на новото раководство на Националната федерација на фармери. Ви стекува на некој начин мандатот, немате право да се кандидирате за да бидете повторно начело на најголемата чадор организација што ги брани и застапува интересите на земјоделците. Кога ќе се осврнете зад вас, тешки ли години беа, имаше ли доста лобирање, застапување, многу неправди требаше да се исправат? Така е. Веќе како што кажав, помина 8 години, ни самите не сме свесни како поминува времето. Од моето прво назначување на првиот мандат на чело на организацијата, и тоа за мене представуваше огромен предизвик, едно што сум жена земјоделец, друго затоа што земјоделството е еден
една обемна, комплексна материја во која што морате постојано да се променувате спрема предизвиците и проблемите и спрема ситуациите кои што наидувате нели во текот на производната година. И самите знаете земјоделството колку е се потешко и потешко да се произведе храна и проблемите колку се повеќе и повеќе се натоложуваат. Но ние како земјоделци, а лично и јас како земјоделец, моето долгогодишно членство во самата организација придонесе да поактивно се вклучам. Имав среќа да работам со добар тим, целиот управен одбор, членовите на управниот одбор, извршната канцеларија, а секако и членството во Националната федерација на фармери, во кое што директно ги црпевме сите проблеми и сите предлози кои што ги дававме пред институциите. Поминавме 8 тешки години, наидовме на многу кризи, ковид кризата, економската криза, војната криза, потоа енергетската криза, но ние како добри работници, нели заедно вклучени целиот тим во организацијата, успеавме да најдеме и да бидеме нели од корист за ова општество со дадени предлози и препораки. Како организација променивме многу за овие 8 години. Од самото мое назначување почнавме да ги застапуваме, односно да промовираме родовата застапеност на руралните жени, односно тие жени кои што беа нели невидливи да почнат да се експонираат и да почнат да се видливи. Исто така имавме проекти за ранливите категории, за лицата со попреченост од руралните средини, еден проект во кој што за прв пат се прави во Македонија. Исто така како организација лобиравме за донесување на правилниците за продажба од куќе, прак во кој што се регистрираа малите оператори на храна, исто и поддршки како организација со помош на нашите нели донатори и партнери VFX, нели најбитни. Исто така лобиравме за промена на законот за вино, кај што малите семени винарии може да се регистрираат и легално да си го продаваат своето вино. Баравме грантови за нив, исто мерката 115 успеавме да ги тргнеме тие критериуми кои што беа ограничувачки за жените и грантови за тие жени. Како организација успеавме во последнава година да вметнеме и член во законот за вино во кој што производната цена на двете најзастапени сорти Вранец и Смедеревка ја вметнавме како производна во закон за вино. И тука и породилна. Секако тоа е најважното. Жените индивидуални земјоделки кои што никогаш до сега не добивале нели породилно отсуство, ние успеавме како организација да го наметнеме тоа прашање после 30 години и сега како пилот проект оди преку Министерството за земјоделство, но не застануваме тука, ќе продолжиме натаму да работиме како трајно решение. Исто така ќе се бориме и за индивидуалните регистрирани земјоделци да го добијат она болничко боледување кое што им следува. Јас како член и како земјоделец на оваа организација ќе продолжам исто така да бидам гласна за промените кои што треба да се случуваат и ќе се борам за вистинските земјоделци, односно оние земјоделци кои што вистина е екзистенција единствена им е земјоделството. И има уште многу работа. Дали направивме многу, доволно? Јас велам не. Можевме уште повеќе, но затоа тука сме да работиме, да се поддржуваме и следниот управувачки одбор и следниот претседател кој што ќе биде на организацијата заеднички да работиме и да лобираме се со цел да олесниме работата на руралното население. Исто така ќе бидам гласна за да се донесе стратегија за климатските промени, затоа што земјоделството мора да го заштитиме од климатските промени. Исто така ќе продолжам да лобирам за младите, за жените, да ги задржиме жените, за еднакви услови на населението во руралните средини, за промовирање на договореното производство и промовирање на здружување на земјоделците во задруги, во производители, групи на производители. Сето тоа останува да средниот управувачки одбор да го работиме заеднички со заеднички сили. Значи ова е вистинскиот начин да се собереме на исто место повеќе земјоделци, да си ги кажеме, да си ги детектираме
решаваме нашите проблеми, а Националната федерација многу во овие години и ние како управен одбор придонесовме да се изменат некои закони, да има баш придонес во тоа земјоделие и ќе продолжиме и понатаму затоа што секоја година се случува климатски промени, нешто иновативно, ние мораме тука да делуваме затоа што ние сме баш на теренот земјоделците и тука се собираме, ги решаваме нашите проблеми на тој начин, без здружување, без вакви мислам федерации, здруженија, гласноговорници за проблемите, ништо не може понатаму земјоделието да постигне. Која е пораката до сите земјоделци? Што поголем број влезат како членови преку здруженија, било како, не мора и да се толку активни, не мора да доаѓаат на секој состаноци, ама да бидат во што поголем број зад вас застанати, за да кога ќе настапите пред институциите да имате поголема моќ во преговори, во лобирање. Значи, апел до земјоделците да се зачленуваат во такви големи здруженија, а Националната федерација е баш едно такво здружение што ги детектира проблемите и понатаму, значи, не мора да се доаѓа на состаноци. Знаеме ние земјоделците колку работа имаме дома и на поле, ама може телефонски, може онлайн, може по Вибер да си ги кажеме нашите проблеми, да се здружиме за да можеме тоа на маса да се разговара за да се решава понатаму. Очекувате ли промена со новото раководство или очекувате продолжување на досегашните политики на Федерацијата? Со новото раководство очекуваме поголеми промени, ама поголеми промени во законите, поголеми придонеси во земјоделството со многу сила и упорно. Затоа треба многу да сме упорни сите, а мислам и дека новото раководство ќе биде избрано баш точно такво како што треба да биде. Гостојан Ѓордановски, годишно собрание имате на Федерацијата. Каква е улогата на Федерацијата на фармери за македонското земјоделство? Дали ваквото здружување е единствениот начин за лобирање пред институции, за да се слушне гласот на земјоделците кај институциите, за некои работи за кои што земјоделците на терен ги согледуваат дека треба нешто да се менува? Да, како што кажавте, денеска е генерално годишно собрание на Национална федерација на фармери. Исто така денеска имаме тука и изборно собрание, кај што ќе се избира новиот управен одбор и нов председател, бидејќи на претходниот истече мандатот. И да Конфедерацијата на фармери е организација која земјоделците каде што може да се здружат, заеднички да настапуваат, да се искажат своите проблеми, своите барања и Национална федерација како организација на земјоделци баш ги представува транспарентно онам каде што има потреба и лобира и така натаму. Што се менува, што ќе се менува раководството, делегација, сега не ги знам термините како иде, што ќе се менува, ќе значи ли промена во правецот на делување или правецот е генерално зацртан на тоа што стално го правите, секогаш го правите? Не, значи правецот нема никако да се менува, напротив, ќе се продолжи до тука каде што имаме стигнато во иднина со засилено темпо да се представуваат земјоделците, да се решава проблемите, да се спроведува нивните барања до институциите каде што има потреба, да се лобира и да се добива се она што да се укажува што има потреба да се менува. Да. Вие сте дел и од работни групи во министерството. Одите таму, предлагате, кажувате, се слуша гласот од земјоделците вака? Вака, да, точно е. Наши тука членови, не само јас, него и многу други членови, се членови на пациторските групи во Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство, се слуша гласо, таму носиме заеднички одлуки, заеднички заклучоци и после преку секретарот на групата се спроведува до кабинетот на министерот и секако дел од нив се спроведува, а некогаш нешто и не може. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. До следното јавување. Имете пријатно неделно попладне.